Россия! Россия! За ширење на своето влијание во Западен Балкан, Москва во својот план вклучува и ќе настојува целосно да искористи три класични стратегии: раздели па владај, придобивање на елитите и искористување на нереалните очекувања. Ова е заклучокот на поглавието Московски стратегии од најновиот извештај на Европскиот совет за надворешни работи насловен Дали Западен Балкан се соочува со руска бура, во кој се предупредува дека Москва и оваа година ќе продолжи со нејзината пропаганда за кочење на односите на Западот со Балканот и покрај се позасиленото отворање и на НАТО и на Европската Унија кон земите аспиранти за членство во двата западни сојузи. Во прилог на првата стратегија на Русија, раздели па владај, е фактот дека историските, етничките и економските ривалства на Балканот постоеле од секогаш, од поделбата на Босна на три страни, преку заострените односи на Косово и Србија, до повремените немири на дел од албанското етничко население во Македонија. Според изјавите на вработени во Руското министерство за надворешни работи, а на кој што се повикува авторот на овој извештај, кога во регионот и на Балканот имаме поделени страни и постојани конфликти и недоразбирања, руските служби не мора многу да се мачат, нивната работа е речиси завршена. Москва често флертува со сите на Балканот. Например, на србите за Македонија им вели дека е малку повеќе од клиент на Европската Унија и на САД, а во исто време на македонците им зборува дека Македонија е под закана на американските планови за голема Албанија. Без оглед на тоа дали некој верува во тоа на локално ниво, таквите идеи се собираат и се искористуваат од страна на локални националисти, како што е поранешниот популистички лидер Никола Груевски. Стои во извештајот на Европскиот совет за надворешни работи. Украинскиот дипломат Александар Левченко, кој важи за добар познавач на руските активности на Балканот, уште лани во интервју за Радио Слободна Европа предупреди за Путиновите намери на Балканот. Изгледа дестабилизација ове регија у интересу Путина, да он увек дошол као после миротвораc. Значи, он долази, запали рат и после полази као неки фактор, чимбеник тога да он спреман разговарат со Западом, Америком, да ту ову ситуацију реши. Втората стратегија на Москва е придобивање на елитите во државите од регионот, особено политичките. Според наводите во извештајот, Кремљ веќе покажа дека е среќен што поддржува само заинтересирани елити кои се борат против меѓународниот притисок, како што е ВМРО ДПМН во Македонија или сепаратистите на Милорад Додик во проблематичниот регион Република Српска. ВМРО ДПМН, на кој беше наклонета руската политика, веќе не е на власт во Македонија, но затоа пак, како што стои во извештајот, руската поддршка и подкрепа за Милорад Додик е потврдена, и тоа не само преку досегашните 6 средби лично со Владимир Путин. Авторот на извештајот очекува Москва да продолжи да ги подкопува лидерите и движењата кои се EU ориентирани, а тоа, како што стои во анализата, може да ги поттикне руските компании да се преселат директно во регионот кој им е од интерес или многу поверојатно да действуваат од онаму кај што се сега, а да побараат локална поддршка. То морате пазити на руски инвестицијски банкарски капитал кој улази у земљу. Nažalost, investicijski kapital uvijek koristi za obavještajne različite stvari. Третата стратегија на Русија, искористува и на нереалните очекувања, ќе се базира на вербата на Москва во претпоставката дека во наредните неколку години на Балканот ќе се отворат големи можности за популистичките партии, а со тоа и за руски ѓаволи и пакости, се заклучува во извештајот. Ова е стратегија која ги искористува не само честопати наивните амбиции на балканските земји за членство во Унијата, туку исто така и до неодамна непрецизните сигнали од Брисел за тоа колку го сака Балканот во своето јато. Ситуациите како онаа што се создава со обидите на Словенија да го одложува црногорското и српското влегување во Унијата се плодна почва за Русија. Поволна ситуација за Кремљ ќе биде и ако и покрај постојаниот економски напредок на земите аспиранти за влез во Унијата, тие не почнат пристапни преговори. Тогаш Москва ќе го искористи сето тоа како доказ за незините тврдења за префидноста на Европа и за малиот интерес на Унијата за регионот, предупредува авторот на извештајот. Според анализата на Европскиот совет за надворешни работи, Москва и оваа година ќе продолжи својата пропагандна кампања за кочење на односите меѓу Балканот и Западот. При тоа тој ќе ги искористи сите можни економски и политички покнатини во регионот. Русија најверојатно ќе ги прошири напорите да се поврзе со формални институционални, општествени и политички сојузници и да создаде, како што се вели во извештајот, така наречени отфрлени хибридни играчи. Председателот на одборот на Српскиот парламент за европски интеграции Ненад Чанак во неодамнешното интервју за Радио Слободна Европа изјави дека регионот се соочува со се поагресивна руска пропаганда и дека целата руска надворешна политика се фокусира на превземање улога на преговарач за иднината во однос на Европската унија. U protekloj godini, 2017. je
ruska administracija opredelila oko 1.800 miliona evra za propagandu na tlu Evrope, a naročito na rubna područja, a naročito na Balkan. Drugim rečima, vi ste došli u poziciju da ta propagandna mašinerija ruska neumitno melje sve pred sobom i stvara jedan okvir za delovanje ruske službe na prostorima koje sam naveo. Во Црна Гора, на пример, Москва се надева дека ќе го искористи сојузот меѓу локалните православни славофили, паравојната балканска војска и руската моторџиска група на огневолци, стои во извештајот. На Балканот се шират и руските медиумски операции, предупредува авторот на извештајот и додава дека агенцијата Спутник има несразмерно влијание во регионот, а дека Москва се обидела да финансира и новинарски редакции со политички ставови блиски до агендата на Владимир Путин. Спасибо!